Македонија повторно се најде на листата на најзагадени земји во светот, според утринските мерења на квалитетот на воздухот. Според податоците од меѓународните платформи за мониторинг на загадувањето, нашата земја утрово е рангирана меѓу првите 30 земји со најнездрав воздух. Најзагадените градови се Скопје, Тетово и Куманово, каде вредностите на PM честичките ги надминуваат дозволените граници. Оваа состојба го зголемува ризикот за здравјето на граѓаните, особено на оние со хронични заболувања, деца и постари лица. Експертите предупредуваат дека неопходни се итни мерки за подобрување на квалитетот на воздухот. Тие апелираат на зголемено користење на јавен превоз, намалување на индустриските емисии и воведување на повеќе зелени површини во урбаните средини. Граѓаните се повикуваат да носат заштитни маски и да го намалат времето поминато на отворено во периоди со високо загадување. Борбата против загадувањето бара заеднички напори од страна на институциите и јавноста. Според најновиот извештај на Институтот за јавно здравје, овчите сипаници биле најчесто регистрираното акутно заболување во текот на декември 2024 година. Оваа заразна болест, предизвикана од вирусот варицела зостер, е забележана кај голем број деца од предшколска и училишна возраст. Институтот за јавно здравје соопштува дека најголем дел од случаите се пријавени во урбаните подрачја, што укажува на ширење на вирусот во затворени колективи, како градинки и училишта. Сепак, здравствените власти истакнуваат дека заболувањето обично поминува без компликации кај здрави деца. Епидемиолозите апелираат до родителите да ги вакцинираат децата доколку не се имунизирани и да ги задржат дома доколку имаат симптоми како осип, треска или чешање. Превентивните мерки и личната хигиена остануваат клучни за спречување на натамошно ширење. Според препораките, сите со сомнеж за овчи сипаници треба да се консултираат со лекар, особено доколку имаат хронични болести или ослабен имунитет. Здравствените власти продолжуваат да го следат трендот на заболувања и да преземаат соодветни мерки. Српските студенти најавуваат протест на 27 јануари преку веб-страница која содржи часовник што го одбројува времето до настанот. На страницата се објавени пораки упатени до претседателот Александар Вучик, повикувајќи го на одговорност за актуелните политички и социјални состојби во земјата. Протестот се организира како реакција на, како што велат студентите, игнорирањето на нивните барања за подобрување на животниот стандард и образовните услови. Тие нагласуваат дека 27 јануари, денот на Свети Сава, символично е избран за да се укаже на важноста на образованието и културата. Организаторите очекуваат масовна поддршка од младите и граѓаните кои се незадоволни од политичките прилики во Србија. Тие повикуваат на мирен протест со јасна порака до властите за потребата од промени. Вучик се уште нема даден официјален одговор на иницијативата, но протестот предизвикува зголемено внимание во јавноста. Студентите најавуваат дека нема да се откажат од своите барања и ќе продолжат да се борат за своите права. Израелските одбранбени сили соопштија дека се убиени палестинските напаѓачи кои го извршија нападот во Алфундук. Нападот се случи пред неколку дена, при што загинаа двајца израелски државјани, а случајот предизвика ескалација на тензиите во регионот. Според официјалното соопштение на израелските одбранбени сили, акцијата е спроведена во текот на ноќта, при што специјалните сили успеале да ги лоцираат и неутрализираат осомничените. При тоа е пронајдено оружје за кое се верува дека било користено во нападот. Палестинските власти го осудија инцидентот, обвинувајќи ја израелската армија за прекумерна употреба на сила. Во изминатите месеци, западниот брег стана жариште на насилство, со зголемен број на жртви од двете страни. Меѓународната заедница повикува на смирување на состојбата, додека Израел најавува продолжување на операциите за елиминација на заканите. Судирите продолжуваат да го продлабочуваат конфликтот, оставајќи мал простор за дипломатски решенија. Лос Анџелес повторно е зафатен од голем пожар што се шири со огромна брзина поради силните ветрови. Пожарот, кој избувна во северниот дел на градот, принуди над 50.000 луѓе да ги напуштат своите домови во текот на изминатата ноќ. Властите соопштија дека пожарот се проширил на повеќе од 5.000 хектари за само неколку часа, загрозувајќи домови и инфраструктура. Повеќе од 500 пожарникари се на терен, користејќи авионски и хеликоптерски единици за гаснење, но тешките услови ја отежнуваат борбата. Градоначалникот на Лос Анџелес прогласи вонредна состојба, повикувајќи ги жителите да ги следат наредбите за евакуација. Засолништа се отворени во неколку делови на градот за да им помогнат на засегнатите семејства. Климатските експерти предупредуваат дека зголемениот број на пожари во Калифорнија е резултат на климатските промени. Жителите се повикуваат на предпазливост, додека екипите работат на спречување на понатамошно ширење на огнот.